По вчерашната лидерска средба се поставува прашањето што понатаму на политичката сцена во Македонија. Политичките лидери седнаа вчера во собранието, но не постигнаа никаков договор. Едноставно кажано си имаа да си кажат што сакаат. Како врвен приоритет на власта остана по секоја цена да бидат изгласани оние уставни измени, додека според оно што можевме да го слушнеме, власта останала глувана барањето на опозицијата да се разговара за реалните проблеми на граѓаните, односно економската и енергетската криза која што во моментов е во Македонија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски кажа дека во овие услови и околности не постојат шанси опозицијата да гласа за уставните измени и вели дека во моментов единствена опција се предвремени парламентарни избори, бидејќи власта не може да го протурка она која што е нејзина клучна цел. Токму на оваа тема ќе разговараме со поранешниот пратеник Илија Димовски. Господине Димовски, благодариме што сте дел на Алфа телевизија. Вчера лидерот на опозицијата кажа дека единствен излез во моментов се предвремени парламентарни избори. Што според вас се излез од оваа криза? Дали се тоа можеби предвремените избори? Прво, добро е што има диалог, лошо е што тој диалог се случува многу доцна. Ке беше добро овој диалог да се случува во моментите кога се преговараше за така наречениот француски предлог. Во тој случај да имаше власта слух за опозицијата, за мнозинството од македонскиот народ, од граѓаните на Македонија, тогаш опозицијата ќе имаше обврска да биде вклучена во овој процес на имплементација на било какви обврски. Но бидејќи власта прифати обврски кои што се спротивни на интересите на македонскиот народ и спротивни на расположението на граѓаните на Македонија, спротивни на политичките позиции на опозицијата, тогаш опозиционите пратеници немаат никаква обврска да буткаат процедура во собрание за која што биле против и за која што предупредувале дека ќе нанесе штета на Република Македонија. Фактичката ситуација е следна. Власта прифатила обврски пред меѓународната заедница, прифатила обврски пред други држави, во конкретниот случај во Бугарија, без при тоа да го има политичкиот капацитет во собранието да добие поддршка и без при тоа да има капацитет од граѓаните на Република Македонија да ја добие оваа неопходна поддршка. Не е точно дека само од промената на уставот зависи нашата европска перспектива, заради тоа што зад таа промена стоат уште десетици и десетици други обврски кои што Македонија ги прифати со протоколите со Бугарија, едниот подпишан од Димитров, другиот подоцна подпишан од министерот Бујар Османи. Од тој аспект ние се наоѓаме, американците викаат deadlock, односно мртва улица, значи слепа улица. Власта не може ова да го спроведе, не само заради опозицијските пратеници, заради тоа што очигледно има и пратеници од мнозинството кои што се противат на ваква поддршка безусловна за уставни измени, но најмногу се противат и граѓаните. Неподелено е на сите јавни истражувања, на сите анкети, огромно мнозинство, не само од македонците, туку и од купното население во Република Македонија е против. Во тој случај власта има обврска да излезе на избори и да побара легитимитет за своите барања. Тоа нас два пати ни се случило во Република Македонија. Првиот пат ни се случи 2008 кога тогашната влада на Груевски не успеа да добие членство во НАТО заради сличниот проблем со Грција, со името, и ни се случи во моментот кога првпат Македонија доби односно не доби преговори со Европската Унија, иако за тоа беше ветувано во текот на кампањата за спроведување на Преспанскиот договор, кога Зоран Заев распиша предвремени избори. Така да, во овој случај или ќе имаме предвремени избори на кои што секоја партија ќе настапи со своја јасна позиција, дали е за или дали е против, односно граѓаните ќе имаат можност да кажат што мислат за уставни измени, или ќе се мачиме следната година во една политичка неубава ситуација, да не употребам лош збор. Значи ќе има натегање, ќе има лидерски средби, можеби повторно, можеби власта ќе проба пак на истиот начин како за Преспански договор, со притисок врз пратеници, со прогон на пратеници, со монтирани политички случаеви, иако мислам дека сега веќе го нема тој капацитет и таа сила да спроведува едни такви недемократски методи. Дополнително ние имаме тешка економска ситуација. Македонија е со најлоши параметри на Балканот, значи имаме најмал развој, најголемо зголемување на долгот, најголема инфлација во делот на храната, во делот на енергенсите. Допрва ни предстои затварање на многу бизниси, на многу економски активни луѓе ќе престанат поради тоа што создаваат повеќе трошоци отколку приходи. Ова влада посебно во делот на економијата, во економските ресори, да не ги набројувам,
има катастрофални перформанси, катастрофални резултати компарирано велам со сите соседи, со Косово, со Албанија, со Бугарија, со Србија, со Хрватска, со Босна и Херцеговина и така натака. Така да најдобро за државата и од политички и од социјални причини е овој вентил, притисок, односно да се испушти вентилот за да се испушти притисокот и конечно во Македонија да видиме, да пробаме да избереме власт која што ќе може да се носи со овие предизвици. Се спротивно, матеј ќе биде само малтретирање на државата и на граѓаните следната година. Добро, гледаме дека власта својата реторика ја темели само врз тие уставни измени, велејќи дека така сигурно би имале европска иднина, а сепак гледаме дека според анкетите нејзиниот рейтинг секојдневно паѓа. Па дали е реално владачката СДСМ да прифати сега предвремени парламентарни избори? Видете, тоа е легитимно прашање заради тоа што мислам дека СДСМ се соочува со проблем во некои урбани општини во Скопје и во некои други урбани средини низ Македонија да не биде повеќе ниту втора партија на изборите, но има една здрава логика која што мора да ја разберат, а тоа е дека колку побрзо се одржат избори, толку подобро тие би зачувале некаков статус на сериозна опозициона партија во следниот мандат. Тоа важи и за СДСМ доминантно, но во некоја димензија важи и за ДУИ. Колку повеќе се одолговлекуваат изборите, толку резултатот на власта ќе биде послаб, а во случајот на СДСМ тоа може да доведе и до ризик за губење на втората позиција на политичката сцена во Република Македонија. Тоа, јас верувам дека кај нив има сериозни дискусии, тие ги гледаат анкетите кои што сум ги гледал и јас, знаат со каков проблем се соочуваат, но нема решение со одолговлекување на проблемите. Мора брзо да постапуваат. Би подсетил, да бидам објективен и коректен, колку повеќе ВМРО го одложуваше својот пат пред 5 години, толку поголеми штети правеше и на себе. Колку повеќе СДСМ сега го одложува својот пат од власт, толку поголема штета ќе направи и за себе. Ако има луѓе во СДСМ кои што размислуваат покрај за граѓаните, за економската криза, размислуваат и за својата партија, најдобро решение е да тие самите да предизвикаат предвремени избори ден побрзо. Спомнавте притисоци врз пратеници. Бевме свидоци дека пред кога се гласаше преспанскиот договор, дел од пратениците беа пуштени од притвор дента кога се гласаше во собранието. Какви притисоци може сега да се искористат од власта кон пратеници на опозицијата? Дали може финансиски или какви работи може да слушат? Па знаете, јас не би двоел поединечни случаеви заради тоа што јас во еден период бев и координатор на таа пратеничка група. 2/3 од пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата во тој период беа под организиран прогон од држава. Некои беа од УЈП, некои беа со поднесување кривични пријави, со обвинителни акти, со влечење по судови и така натака и со разноразни понуди и притисоци. Не би сакал да зборам за други, можам за себе да зборам. Јас самиот бев изложен на десетици и десетици возможни начини на добро и на лошо да бидам убеден да гласам за Преспа. Но сега е друга ситуацијата. Оваа власт е на заминување, ја нема таа сила, не верувам дека судските и обвинителските органи ќе бидат слепи послушници како што беа во тој период. Од друга страна, овие пратеници сега кои што се го имаа предсознанието дека можат да бидат изложени на вакви притисоци, така да моите очекувања се дека власта нема сила за такви акции на прогон како што ги правеше претходниот мандат. И благодарам господин Димовски за овој разговор. Тоа беше разговорот со поранешниот пратеник Илија Димовски околу темата што понатаму по вчерашната лидерска средба каде што партиите не постигнаа договор. Да сублимираме, во моментов според него власта нема моќ како да изврши притисок врз пратениците од опозицијата да гласаат за овие уставни измени и единствен излез според него од оваа криза во моментов се предвремени парламентарни избори.